НАТО соопшти дека во вторник ќе одржи вореден состанок на кој ќе се дискутира за турските безбедносни операции против милитантите на Исламската држава и бунтовниците на Курдската работничка партија. Во Брисел е наведено дека Турција побарала состанок на Советот на НАТО во кој се вклучени амбасадорите на сите 28 земји членки на Алијансата. Консултациите, како што се додава, биле свикани поради сериозната ситуација по грозоморните терористички напади во изминативе денови. НАТО сојузниците го следат развојот на ситуацијата многу внимателно и покажуваат солидарност со Турција, се наведува во соопштението на Алијансата. Анкара се повика на клаузулата од основачкиот договор на НАТО, со која и се дозволува на секоја членка да бара состанок на сите членки во секое време, доколку се најде под закана нејзиниот територијален интегритет, политичката независност или безбедноста. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу изјави дека воздушните напади во Сирија и Северен Ирак би можело да сменат играта во регионот. Турската државна телевизија синоќ објави дека биле извршени нови напади врз курдските бунтовници на северот на Ирак. Авионите полетале од базата во Дијарбекир. До овој напад дојде неколку часа откако турските власти соопштија дека милитанти на Курдската работничка партија активирале автомобил бомба во близина на Дијарбекир, при што загинале 2 војници, а 4 други биле ранети. Новинските агенции потсетуваат дека со тоа е нарушен договорот за прекин на огнот меѓу Анкара и курдските бунтовници, кој е на сила од 2013 година. Овој договор беше постигнат со цел завршување на 28 годишното крвопролевање во пресметките меѓу курдските бунтовници кои бараат независност и турските сили. Во Истанбул и во некои други градови во Турција во неделата дојде до судири меѓу полицијата и демонстрантите, кои следуваа по погребот на 2 курди кои загинале за време на полициската акција. Турската војска веќе неколку денови врши напади врз позиции на милитантите на Исламската држава во Сирија. Ова дојде како одговор на самоубиствениот бомбашки напад во минатата недела во градот Суруч, во близина на границата со Сирија. Во нападот, за кој одговорност ја презеде Исламската држава, загинаа 30 луѓе. Покрај воздушните напади, турските власти покрена и акции во земјата за приведување на лица кои се под сомневање дека биле членови на Курдската работничка партија или на Исламската држава. Официјален Вашингтон силно ги поддржа турските воздушни напади во Сирија. Белата куќа соопшти дека Турција има право да се брани од нападите на курдските бунтовници, кои Вашингтон ги има во списокот на терористички организации. За разлика од Соединетите држави, кои заедно со сојузниците во регионот вршат воздушни напади врз милитантите на Исламската држава, НАТО не е вклучен во воените дејствија.